Епизода 74 Некджам подкаст. Денес имам голема чест да угостам еден може веќе да кажам пријател, веќе втор пат седиме, Мики Коле. Мики, здраво, како си? Здраво, живам, многу добро. Како се чувствуваш тука кај нас? Како потресано. Потресано. Возбудено. Возбудено, да. Сега тебе не ти е прв подкаст? Не. Имаш гостувано, само прв на македонски веројатно. Прв ми е на македонски, така да ќе мешам тука термини сигурно, ама мислам дека нема да замери публиката. Сега ние како се најдовме некоја тема што не спои маркетинг, некоја двајцата сме маркетинг ентузијасти и сам таа тема денес некако да ја офатиме највеќе. Многу работи се случуваат у светот на маркетинг. Ти си дел, тоест ти си CEO на маркетинг агенција, на светска би рекол, нели не работите само со клиенти од тука, запознаен си доста со тие процеси модерни, со таа сцена како изгледа, ама пред да почнеме со сите тоа ме интересира од каде се најде ти во маркетинг и како започна таа твоја некоја приказна. Маркетинг од секогаш сум сакал, имам магистратура во маркетинг. Прво работно искуство ми е хотелиерство, што врска нема со маркетинг, допирна точка, ама пошто многу сум сакал маркетинг од секогаш. Бевме секогаш меѓу најдобрите хотели во Скопје, баш поради промоција, поради маркетинг, поради сите тие работи и на мои, не знам, 24-5 години, така нешто, отворив моја маркетинг агенција, не работев повеќе во хотелот и така почна се. После тоа една, друга, трета агенција и сега сме тука. Што беше тоа што те влечеш у маркетинг, како сега кога ќе се навратиш? Кој сегмент онака? Па не знам дали можам да издвојам нешто посебно што ме влече во маркетинг. Највеќе ме влече што е многу динамично. И што не знаеш утре што те чека, како те чека, што треба да правиш. Џабе ти се тоа планови за иднината, значи секој ден се менува нешто. Тоа е нешто што е најинтересно, што никогаш не си во статус кво, утре не можеш да правам и така натаму. Тоа ми е нешто што највеќе ме влече. А во тоа време како изгледаше маркетинг? Тоа само пред 10 години негде си почнал или може малку повеќе? Може некој 10-12 години, скрос различно од сега. Значи ја кога отворив Boost post Facebook. Значи тогаш пушташ $10 на Facebook и веќе имаш резултати. 150 лајкови беше за 10 секогаш исто. Да, сега значи тоа е страшна работа. И како ти изгледаш? Тоа е подобро, полесно се бавиш со маркетинг, поинтересно или сега овие предизвици? Не, сега е многу поинтересно. Поради тоа што се отворија многу различни канали, успоредено со пред 10-12 години, уште постоеше и адвертайзингот, така, значи билборди уште постои тоа, ама нема толку голем акцент како денешно време. Сега, ако немаш full funnel, значи од Facebook, Instagram, Google, SEO, сајтот да ти биде добар, email маркетинг, контент, значи небо и земја е разликата. Не може да се спореди со пред 10-12 години не може. И како се реши за агенција тоа после хотелот? Па ми беше досадно како хотелот. Тоа време било и добро за агенција, претпоставам, за разлика од сега. Како? Подобро време за агенција, за маркетинг агенција од сега. Доста агенции просперира, мислам, во тој период. Тоа е негде валјда 2015-17. Па највеќе маркетинг агенции просперира во ковидот. Значи тогаш кога збориме сега добро, секогаш постоеле големи маркетинг агенции, имало различен тип на маркетинг, како адвертайзинг, како нели print on demand, како и така натаму. Имало секогаш телемаркетинг и така натаму, ама дигиталниот маркетинг највеќе просперираше во COVID. COVID. За дигитален конкретно. Да, во COVID. Тогаш се деси. Мислиш кај нас или општо? Општо, светски. Кај нас мислам дури дека може и не знам дали баш просперираше во тој период. Па просперираше, продававме ние некои производи тука, да. Сите беа дома, сите беа на телефон, сите беа социјални медиуми, така да немаше што да се прави. И сега кога некој што прв пат отвара фирма што се бави со маркетинг, кој ти беше тогаш go to, како бркаш клиенти, што нудиш, со кој мајндсет идеш на состанок? Не, тоа што им продаваш? Тоа беше катастрофа, да ти кажам, сега ќе ми текне кринџам, живи се кринџам, значи тоа се сеќавам дека прв клиент кој отворив агенцијата ми пиша една девојка што почнуваше производ во Америка на Kickstarter, не знам Kickstarter дали знаеш, да. Почнуваше производ, значи прв клиент, странски клиент. Значи тоа беше, што да ти кажам. Топ. Да. Ја појма немав амерички пазар. Прво нешто што направив, му се јавив на еден пријател, Никола се вика, сега работам кај него во Highspace, пошто он е стварно маркетинг експерт. Дечкото да ме помогне, сите пари му ги давав на него од првиот клиент, само да ме учи што се случува на амерички пазари. Така почнав. После тоа тука контакти има, веќе знаеш како Скопје, еден друг трет пријател и
Многу е различно. Значи многу е различно да сакаш да фатиш клиент во Америка и тука да фатиш. Тука треба да знаеш некого, така да отидеш на кафе, на ручек, да му објасниш и така идат кај нас фаќањето клиенти. Преку луѓе. Преку луѓе. А странски клиенти? Кој имав агенцијата тука нема странски клиенти освен тој. А сега зборам некоја споредба, пред да скокнеме сега напред. Сега е друга машинерија. Нас сега ние 99% од клиентите ни се од амерички пазар. Значи сега е скоро друга машинерија, имаме многу канали. Cold outreach, cold calling, пуштаме реклами ние за нашите услуги, значи тоа е веќе. И што се покажува како најефективно сега? Многу зависи. Значи многу зависи, најбитна ти е понудата, оферот што го имаш, што имаш да понудиш, што е поразлично од другите агенции. Ја имам голема среќа што партнерот ми е американец и он е многу добар за снимање контент, он многу е фокусиран на тоа и он кога ќе сними некоја реклама, некој ад, тоа е смешки. Значи ние на комедија ги фаќаме клиенти. Конверзии, колку да, сеш. ама нас најдобар канал ни е cold outreach. Тој не е нас, лично нас. Значи кол само. Многу зависи, значи имаме многу Не мора да имаш се заокружено, кога што зборевме за маркетинг. Видиш, ако немаш од сите канали да иде по 1, 2, 3, 10 негде, што очигледно не правиш. Па ние имаме, сега да кажам точно бројки, значи ние имаме помеѓу 150 до 170 состаноци месечно со клиенти, од кои 70 до 75% ни се шоу, значи доаѓаат на состанок и ги затвараме некои 20 до 25% од тие клиенти. Тоа изгледа окей. Па супер е, ама имаме многу голем волјум. Значи ние праќаме, мислам дека дневно околу 30-40 мејлови. Значи многу е, знаеш како викаат луѓето, маркетингот не работи или cold outreach не работи или не знам, мазнети работат. Тоа е се, како да кажам, ако немаш доволно волјум, ништо нема да работи, така. Ако праќаш 100 мела на ден, нема да фатиш клиент, ама ако праќаш 30.000 ќе фатиш. Многу е просто. Сега тоа се кошта. И имаш многу поише работа ако праќаш 30.000 мелови него да праќаш 100 мелови, така. Ама нема друг начин. На амерички пазар тоа е волјум, тоа е борба таму. Тоа е секојдневна борба. Сега да те вратам пак назад, тука како изгледаше после тоа развито, што размислуваш во тој момент? Сакаше да развиваш тука агенцијата, како ти изгледаше бизнис моделот? Да, сакав да ја развивам, само тука имам многу голем проблем во Македонија, не знам сега како е, пошто не работиме со македонски клиенти. Секогаш клиентите те плаќаат по завршување на месецот. Или на 2. Или на 3. Прво, не те плаќаат доволно. Просек за исплата, извини што те прекинав, баш прошла година на Social имаше 120 дена во маркетинг индустрија. Точно е. Точно е. Прво, нема те платат на време. Второ, не те плаќаат колку што треба да те платат. Така поради тоа што е многу помал пазар него странскиве пазари и они не можат ни самите фирми да си дозволат да трошат многу пари. Јас се сеќавам, имав еден клиент, најголемиот клиент што ме плаќаше за маркетинг, да не го именувам, ме плаќа некои 3000 и нешто евра месечно. Тоа пред 10-12 години беа сериозни пари за маркетинг у Македонија. Прво што не се качува на глава, не се качува, второ што секогаш каснеа со плаќање каснеа, ама тоа требаше сериозен тим да го работи, пример тој клиент. Ја треба да платам тие вработени. Дали треба да му дам плати. Тоа е најголемиот проблем тука, што ти не можеш да растеш пропорционално со кои се поверувањата на пазарот. Поради тоа што немаш никаква почит, што немаш кеш флоу. Немаш кеш флоу. Не можеш да ги платиш сега, ако имам 10 клиенти, да ме плаќаат сите по 500 евра, не знам сега колку се цениве тука во Македонија, зависи што работиш. Тоа да. Значи, што ќе направам ја? Како можем ја да му дам на вработен $5000 плата? Не, тука е скршен бизнис моделот скроз со таа индустрија. Тука е катастрофа. И така тргнавме, многу добро тргнавме, имавме многу сериозни клиенти, поради тоа што ја имав контакти, се уште имам контакти во Македонија, поршени беа клиенти, iStyle, Hotel Park, значи сериозни клиенти имавме што имаат буџети, што имаат голем турновер годишно на пари. Ама пак не беше тоа кој што треба. Ајде да компензираме ова, ајде да компензираме со ручеци, ајде да компензираме со кола, ајде да компензираме со стан. И ти се нешто само поише се фокусираш на како да наплатиш пари, отколку да се фокусираш на прогрес на вработени, на да учат тие луѓе, да им дадеш соодветен тренинг, да го растеш тимот. И више не можев да издржам, ја затворив агенцијата. А што мислиш, брат, тоа е заради пазарот тука така или целиот менталитет? Или менталитетот поише? Целиот менталитет. Не можеш да ми кажеш ти дека не може
Пошто се бренд прави што- така, не знам и овие згради што прават на компензација. А нигде у свет тоа не постои друго како модел. Мислам нема никако да постои се не постои да, ама на друг ниво На некој е сега. друг, Нема да. никој да ти искомуницира така клиент. Да, Као- нема. Јас се сеќавам, имав една градежна Мислам компанија. нема, може би има, не. Да, имав една градежна компанија за клиент, градежна компанија, може да замислиш колку пари прават. Да, плочки. Така, компензација за стан. И што да му правам на станот? Јас се зафркавав едно 6 месеци да го продавам тој стан за да можам да земам кеш да им пуштам плата на вработенија. И некако целиот модел е тука upside down, целиот модел. У Америка ние не почнуваме со работа пред да ни платат фактура. Се upfront payment. Плати, па ќе почнеме ти работам. Како јас сега ставам тим што плакам, не знам, $10,000 што ти е на твојот акаунт, ако ти мене не ми платиш. Има и таму зафрканци со каснење, со се, ама многу е почисто него тука. Затоа можеш да растеш. Можеш да ги реинвестираш парите, имаш кеш флоу. Тука е да, малце е. Тешко очигледно. Тешко, Овие да. франшизни агенции очигледно може би работат окей, ама другото мислам дека е тешко. Види, има и добри други маркетинг. Има, има добри, нормално. добри маркетери, значи ние имаме јако Маркетери имаме предобри, тоа Да, во секој случај. Да. Имаме, значи има, не викам не, поготово у свет на глобализација на секој може да научи, значи тоа не е никаков проблем. Ја мислам дека најголем проблем е тоа дека клиентите и потенцијалните клиенти маркетингот го ставаат како ставка на трошок. Не го ставаат ставка на инвестиции да чекаат поврат на таа Да, инвестиција. не гледаат. Они го на тој гледаат маркетингот како трошок. Кај се ако пуштам, не знам, 1000 евра, долари на реклами, тоа ми е мене трошок. Не ти тебе тоа трошок. Како ќе дознаат други луѓе за тебе? Ти мора да се маркетираш како? Како ќе дознаат? Ова не е маркетинг? Маркетинг. начин. Така? Ама не знам. Затоа не сакам да го работам овој пазар. И мислам дека општо на Балканот е исто, не само Македонија. Дефинитивно, многу проблеми се очигледно околу овој бизнес модел, така што веројатно агенциите поише гледам и сега се некако се прешалтуваат. Ти спомнав приватно, нели, и јас лично дека некако повеќе даваме фокус на нашите продукти што ги имаме во подкастов продукт, конференциите што ги правиме, некако тоа знаење у свој продукт за да можеш поголемо влијание да имаш на кеш флоу. Инаку стварно вака језиво е дури малце, колку немаш како да влијаеш на кеш флоуто, а зависиш од пари и зависат луѓе други помош што ти треба и слично. Така што малце језиво. Кој момент се разочарува еден момент, што се како пресврт направи, да решиш да затвориш, да Тоа се вработиш? Ние фамилиарно имавме и се уште имаме повеќе бизнеси. Во тоа време татко ми се уште има градежна компанија, не ми беше он клиент, не сакаше да работи со мене, не врска, тема за друг ден. Скап си му бил. Не, ама знаеш како е татко и син, малце проблематично за работа. Имавме хотел на Адвокатска улица, во центар, и ја тогаш отворив агенцијата. Значи, ние имавме повеќе бизнеси. Се случи моментот дојде COVID. Значи, тогаш беше, да, имаше бум во маркетингот, ама па другите бизнеси имаа многу пат. Сега кога сете тоа ставено на едно купче, ти мораш од тука да помагаш таму и знаеш како иде тоа, се вртат парите на некој начин, така. И дојде момент кај што ја отворив и моја дропшипинг фирма, значи работев паралелно и маркетинг агенција и продавав производи низ Европа. И тоа многу добро идеше, поготово ковидот. Супер, ама сите пари ги дававме во други бизнеси за да можат да опстојат, пошто тоа се бизнеси, тоа е ламја, значи хотелот не знам колку 20-30 соби имаше, значи тоа ти вработените не можеш на улица да ги остеш, тоа се плати сериозни. Градежната фирма исто, значи имаш кредити што треба да враќаш, не дека парите ти паѓаат од небо ако ти веќе земеш зграда да правиш. И некако беше склоп на околности, тогаш се ја запросив и девојка ми, сега што ми е жена. И некако ми дојде преку глава од целиот менталитет во Македонија, значи од сите можни бизнеси. Ја работам тука од 16 години, секогаш сум сакал да имам мој бизнес и да работам и никогаш не сум седал дома, значи со тоа со татко ми сум се карал цел живот, као он ми викал иди на факултет, не се замарај за работа, учи, уживај животот. Не, едноставно сакам да работам и ќе работам. Тоа беше склоп на околности. Се заеба. Не, уживам да работам. Workaholic сум, баш таа жена ми вика ти се завркаваме. Викам едва и чекам да направам пари на 40-45 години да се пензионирам. Ти га се пензионираш. Семки ќе идеш да продаваш, вика нема да бидеш магнети дома да седиш и да се опуштиш. Да се навратам на претходното. Склоп на околности беше.
и си реков доста, не можам сега место да уживам во маркетингот, во тоа што го работам, јас имам се расправам со клиенти кој кога ќе ме плати, кој кога, па нормално треба да зголемуваш плата на вработени, не можеш ти да ги оставиш без со иста плата, не знам, 500 евра 2 години да ти работат. И реков као доста, ја затворив агенцијата, ги наплатив сите пари што тоест не знам дали сите ги наплатив. Не, нешто останало сигурно. Нешто останало, не, да. си. Не, има нешто Ке те барат луѓе. Да. Како го направите? Нема да биде нормално тоа. Да. Ке биде калаш. Го затворив тој бизнис, маркетинг агенцијата и прв пат во живот се вработив во странска агенција. Да видам како функционираат на запад. Ми дадоа шанса една британска фирма. Одма го направи тој свич некако и затвори и се вработи или ти имаше некој период кај што се мислеше на кај да фаќаш што да правиш? Не, од секогаш знаев дека маркетингот ќе ми биде фокус, дека тоа сакам да го работам, дека сакам и моја маркетинг агенција во иднина да отворам пак, ама сакам да работам со странски клиенти, ама пак ќе кажам од 99% од проблемите што секој бизнес има проблеми, 99% од бизнисот ти се проблеми, решање проблеми, тука ти се погрешните проблеми што треба да ги решаваш. Наплата на пари, расправање со клиенти, смени ми го, стави ми го логото 2 мм полево, некои глупости. И кога ја затворив, мислам дека останав со Хотел Парк да работам као на консултации, нешто така, само некои 700-800 евра зимав, значи тогаш на татко ми бизнисите беа толку доле, што можам да кажам, да не претерувам, ама ја ранев цела фамилија со 800.000 евра, што може звучи нереално, ама така беше у реалност. И чекавме и дете тогаш. Жена ми трудно остана, првото дете го чекавме, кога се роди Матијас, постариот син, тогаш мислам како беше, он се роди мај, а јас се вработив во август во британска фирма. Претходно некој година дена може би ми пишува на LinkedIn да се вработам, а јас сум газда, ја не сакам да работам за друг, знаеш македонското. Тогаш се одлучи, викам, ајде да пробам, да видам што се дешава и влегов као менаџер на тим, као тим лидер и полека тимот ми растеше. За некои 7-8 месеци ми стана најголем тим во целата фирма, значи таа фирма со 150 вработени. Една од најдобрите имейл маркетинг агенции у свет се. Значи стварно се топ. Ми дадоа шанса, тимот ми стана најдобар и така 7-8 месеци негде поминаа, отворија SaaS дивизија. И мене ме ставија директор на таа дивизија, се тргнав од да бидам тој тим лид. И така некако, се многу брзо. На запад многу брзо се движат работите. Значи секој ден се менува, не знаеш утре што те чека. И многу брзо, тие некои година, дена, две, многу работи. А како влезе во агенцијава? Имаше со претходно искуство, приложи имейл маркетинг, претходно имаш искуство? Најискрено ќе ти кажам. Ги излажав дека знам имейл маркетинг. Жими се дека кажам. Ги излажав дека знам имейл маркетинг, не знам. Ама тој добро да го кажеш, бе. Пошто ја и ти преска тоа го зборевме, колку луѓето се стегаат, колку ова, не знам, реално и огласите се така, ама кога ќе тргнеш да правиш оглас, едноставно така се случува да биде кринч, како што почнавме Не прес. сум се потел. Не сум се потел, пошто немав друга опција, значи или ќе беше ајде да пробаме пак у Македонија нешто, или ако биде да се вработам тука, ќе ми дадат некоја убава плата за македонски стандарди, ќе можам да напредувам, да научам работи и ги излажав, значи скроз ги излажав. Тогаш немаше ни AI да направиш, не знам, таско да го решиш со AI, немаше тогаш AI. YouTube видеа гледав за имейл маркетинг да научам која платформа што врска немав. Влегов и морав да учам. И работев по 12-15 сати на ден, значи само работев и спиев. Матијас беше бебе, не му требав толку многу ко сега што му требам. Жена ми се река, разбира, ги излажав. И ако сакаш да научиш, ќе научиш. И после тоа станав, пак ќе кажам, најголем тим, мислам дека носевме некои 13-14% од целиот ревенју на фирмата, но напредија и од тогаш веќе почна, окей, ајде, нешто ново и нема застој. Понатака како се одвива приказната? Колку се задржи таа фирма? 2 години, мислам дека така нешто. 2 години. Супер ми беше таму. За македонски услови, одлично. Ама, што од секој сум го имал тој бизнес мајндсет, не можам да имам некој над мене што нема да ми дозволува да бидам креативен доволно, да растам, да носам нови работи, да правам некој голем раст, што сум го замислил, што е нереален. И се случи пресврт, одлучивме се да се оцелиме.
да живееме во странство. Се одлучивме за Дубај и чувавме пари 6 месеци. Ја на плата за македонски услови, па ќе кажам, одлично, за странски услови катастрофа. Sad neka платата ми беше некај $5,500 тогаш. Значи фамилија, веќе второ дете ни се роди. Се коментари сите каде. Имаме преку 20-30 ова на Рилс ќе го луѓе. извадиме сега на Facebook да те убијат. Извади да слободно. Се шалам. Да, ама можам да кажам дека имам вработено многу луѓе во таа фирма, дека сум дал шанса на многу луѓе. Пријатели, брат ми се вработи таму, сега е во друга фирма, напредува. Значи македонската си им ја пуштил македонска. И брат ми не знаеше ништо. Мене која му напреди, ја бараа менаџер и многу беа против као да се вработуваат жена, брат, сестра од фамилија, значи нека непотизам, ама некако македонско да го што викаш проф го бутнав и он излажа дека знае имейл маркетинг, ама денес поминаа не знам колку 2-3 години од тогаш, он е денес директор за стратегија во најголемата имейл маркетинг агенција, значи он газата на фирмата и тој што е CEO, оперативниот директор, они тројца водат цела фирма и они имаат скоро 150 вработени, месечно прават мислам дека некои $700-800,000. Избореше преска газдата има 23 години. 23 години има газдата, да. Што се случи во светот, колку е луда, интересно и лудо и лудо и интересно, да. Зависи кој тип таму на човек. никој, види, пак ќе кажам, значи тоа се многу големи пазари, многу е поразлично него тука и луѓето таму едноставно не тргаат кога кај нас, ова не може да се случи, ова не може да се направи, ова не може поради. Не, таму викаат, сакам тоа да направам, што треба да направам јас за да стигнам до таму. Требало контент да снимам, па ми е гајле, ќе снимам, ќе бидам кринч, ќе снимам. Дечкото 23 години, Хормози мој клиент. Сега него дали му било кринч првите 100 видеа или не плаќа реклами, 99% од клиентите му дајат од контент од Инстаграм. Има направено фирма што вреди можеби $30 милиони сега. Тоа е тоа. Така функционира играта. Да. А со која цел тргна на кај Дубај? Да се тргнам од тука. Да се тргнам ментално од тука прво и основно. Значи тоа ми беше најбитно. Па ќе кажам отидовме ќе кажам дека и позајмив пари за да отидам, да можам да платам се таму, да се средиме. Првите 6 месеци ни беа многу тешки. Многу ни беа тешки. Жена ми исто и она работеше да помага дома со 2 мали деца, не можевме дадилка да најдеме, не беа за градинка, скапо, да се приспособиме, да се снајдеме. Ама предноста таму е што без разлика кој си, што си, од кај доаѓаш, секој ти дава шанса. Најголемиот пресврт се случи кога ние почнавме на LinkedIn му коментиравме еден дечко, Адам се вика, сега сме многу добри другари. Он покрена иницијатива да собира други газди на агенции, луѓе од маркетинг светот, да прави приватни вечери, приватни ручеци, као секој да си разменува мислење, идеи, Као да комјунити. си дава совет, као комјунити. Нешто што не знам дали го има кај нас, ама многу работи ми помогна баш тоа што тие ќе кажеш вечера. И ја од секогаш сум го имал тоа, јас сум од Македонија, Мики од Кисела вода, од Скопје, што има сега мене да ме слуша некој Петко Станко таму ја да... Да бе, си се Да, подценуваме, ние, се тоа си е подценуваме кај нас секогаш. изразено. И на неколку наврати, значи самите луѓе ти даваат мотивација дека чекај малце, значи ти разбираш, паметници, ти фаќа кликерот, зашто се подценуваш, као што те спречува да идеш напред. И тоа ми беше најдобрата одлука во животот што сум ја направил, се преселам во Дубај, тоа можам да кажам. Од кога тоа беше првите неколку месеци. Одма ми се смени мајндсетот, почнав проекти на страна, клиенти, консултации надвор. Дадов нереален план за раст, за дивизијата што ја воде во британската фирма. Не ми ја прифати газдата, поради тоа што ми рече дека е нереална. Се разочарав и одлучив дека ќе се фокусирам на нешто мое. Сакав да отворам агенција. Чекам моментот работиш уште за овие? Да. Се напоредно. Значи мораш да работиш напоредно, пошто не ти се доволно $5,000 во Дубај сега. Можеш да живееш, ама нема од дома да искочиш. Сега тоа е реалноста. Можеш да живееш, ама не е тоа. Сега не сум отишол таму да живеам, да не искочам од дома. Сум отишол да направам нешто повеќе. Ќе кажам, почнав така, клиенти на страна, ај уште еден проект друг, за повеќе пари да се направат. Уште работев за нив, ама од што не ми го прифатија планот што го презентирав за раст,
а имавме добар раст првата година, 77% раст имавме на ревенју, на приходи. Се разочарав дека нема да можам моите идеи да си ги остварам таму, да расте проектот, така натаму, и одлучив да отворам моја фирма. Се мислев дали да отворам агенција, се мислев дали да отворам маркетинг агенција. Немав појма од освен што користев ChatGPT, Claude, ChatGPT повеќе од тоа време. Почнав да чепкам N8, автоматизации, AI, не знам, значи правев се и свашта за да видам што сакам во животот, пошто не знаев што сакам. И одлучив дека ќе отворам AI агенција. Барав инвеститори, пошто немав доволно пари, значи почна таа приказна цела и се случува на LinkedIn, ми пишуваат американци, сега кај што работам со нив. Ми пишуваат на LinkedIn, а на LinkedIn никогаш не враќам за тие рекрутерс. Пошто обично даваат многу пониска плата од кај што си сега. Викам, ајде да видам што ќе понудат. Ако нека работам напоредно и во оваа фирма и во таа фирма, знаеш, проекти, 5-6 фирми, ќе работиш македонското, поише пари да направиш да се снајдеш. Значи каша попара, не знаев кај сум во тој момент, што сакам да работам. Се слушнав со дечките на состанок. Имавме 2 состаноци, ми понудија да бидам директор на имейл дивизијата. Ми дадоа малце подобри услови од тоа што имам во британската фирма, ама клучното беше што ми рекоа, ние немаме појма од имейл, не купуваме агенција, купува тогаш мала агенција за имейл, ќе ти оставиме да правиш што сакаш со таа дивизија, не ни интересира само да биде профитабилно, ние си имаме founder distribution, ти ги носиш сите одлуки за тоа и као некој начин мини CEO на таа дивизија. Ја викам, супер, тоа е тоа што ми треба, значи можам да се го организирам и времето како сакам, да си почнам и други работи и така натаму. Тоа беше, мислам дека месец мај 2025, значи лани, година дена има. Ке стигнеме за година дена што се сподеси. Почнав со нив, видов многу недостатоци на почеток во работењето на целата агенција. За месец дена ме ставија CEO на целата агенција. Значи, јуни веќе бев CEO на целата агенција. И почнавме реструктурација, нови клиенти и така натаму, така натаму. Од кој ниво се почна, од колку луѓе? Во агенцијата? Да. Па мислам дека беа некои 15 на луѓе тогаш. Така нешто. Кога влегов ја толку луѓе беа. Мала беше, правевме некои 100-110 долари кога влегов јас. Значи не беше нешто голема агенција. Споредбено со британската, што прави некои 500-600 долари месечно. Ревењу сега правам. И почнав таму, видов потенцијал за автономија, што ми е многу битно. Направам што сакам како сакам. И се погоди да запознаме ни двајца млади дечки, што работат со AI, имаат нивна AI агенција преку пријател во Дубај што живее. Они сака да се селат за Дубај и ми се јавија како совет да им дадам. Лани летото се вративме 2 месеци во Македонија. Тука видиме пошто многу топло во Дубај. Се запознав со дечките, да. Се запознав со дечките. Ме импресионира, морам да кажам, значи дечките се топ. После месец дена два почнавме со нив да работиме на проекти, на AI проекти, за да можам да оптимизирам процеси, системи се во агенцијата, да не морам да вработувам многу луѓе, си правевме наши алатки. И негде јануари, пред јануари, декември, јануари, така нешто, пред колку 6-7 месеци, им предложив да ми ја купиме агенцијата. Не сака да ми ја купиме агенцијата. И се одлучивме да влеземе партнерски во некој joint venture, да кажам. Значи ние имаме од Carbon Box Media 51%, они имаат 49%. И веќе вадиме SaaS продукти на пазар, правиме custom solutions и така натаму. Значи тоа се сподеси за година дена. Не знам кога правам година дена во фирма. Сега сум веќе и партнер во фирмата, имам процент во фирмата, така да тоа е веќе на некој начин тоа што сум сакал сам да го почнам, кога дадов отказ во британската деси фирма. на трети начин. Деси на скроз трети начин, сите работи да се поклопат. Ама се поклопи поради тоа што не сум си кажал, не можам тоа да го правам, пример, или не знам јас AI, како ќе отварам ја AI агенција. Седнеш ке научиш. Сега имам евалуација од 20-30 милиона на AI агенција, така. Се може да се случи, поготово на тие пазари таму. И така нешто. Многу зборев. Многу богами да ја кажа цела приказна, но стварно интересна и мислам и приватно ние голем дел веќе ми кажа.
И сега што е заклучокот таа година, некако како гледаш таа на тој период? Мислам многу брзо се случуваат општо работите у денешно време, тоа прво треба на сите да им биде јасно. И како гледаш општо на тој период, на ова што ти се деси како случајност, има дел случајност, има дел ти како си ја замислил таа визија, викаш дека се споја многу работи што ти си ги замислил баш така да се спојат? Како се направи тој некој Тоа е момент? не можеш да ги предвидиш работите што ќе ти се случат, прво и основно не можеш, ама можеш да бидеш спремен за што би било кад би било, кој вика така. Че ја ако не сум седнал, ако сега знаеш, не сум имал доволно работа во британската фирма, пошто не ми го поддржале планот за раст, значи јас сум можел само да седам, клати врата, земај плата и ништо друго да не правиш. Ќе си зимаш 5-6 долари, работи си некој проектчиња на страна, земиш уште нешто, супер пари ќе заработуваш и ајде, супер, среќен си, тоа иди на плажа по цел ден. Ама јас одлучив да учам плюс. Значи ја имам 34 години, значи да 33 години нека сум стар, така. Ама пак сум се одлучил ајде да научам што. Можеби некогаш ќе ми треба. Дај да видам што ќе се случи, значи не сум застанал со учење. И сега ја да не сум ги научил тие работи, како ќе можам ја у денешно време, сега после година дена да водам AI агенција. Како ќе водам? Појма немам, така. Ако не знам ја што е anything или што е AGI или како ќе знам ја да водам AI агенција. Работата е што мислам дека ајде да не споредуваме менталитети Македонија, Дубај и така натаму, значи конкретно за Дубај не постои, не можам. Значи не постои, не можам и не сакам, значи не постои, нема статус кво таму. Значи таму те гази секој ден. Значи секој ден ти треба да си подобар и подобар и подобар и подобар. А амерички пазар поготово ќе ти изедат. Значи ти ако не напредуваш ќе те изедат, значи нема ти постои агенцијата после 6 месеци. Така да тие некои работи те тера цело време да идеш понатаму, да прогресираш, да учиш нови работи. Склоп на многу околности. Склоп на, можам да кажам дека и голема доза на среќа. Така, некој ми пишува да се вработам како акаунт менаџер, ја после месец дена станувам CEO на фирмата. Кој може да го предвиди тоа? Никој не може да го предвиди. Така да не знам, само мислам дека луѓето не треба да си ставаат бариери во мозокот дека ова ми е максимумот што можам да го направам, не можам подобро од ова, толку знам, не. Ќе го научиш, ако нешто не знаеш, ќе го научиш, што е толку проблем. А на што мислиш дека е резултат брат таа амбициозност, тоа некој гурење, гледам и ти спомнал 16 години, доста работи си прошол и рани 20, 25, 6, веќе фирма, па и за, знаеш, доста работи си поминал. На што мислиш дека е тоа резултат, таа амбициозност, некоја тоа што сакаш на себе да си докажеш работи, едноставно дел од карактерот се врзува со работиве што се тука потребни. Што мислиш дека си размислил или не од толку работа немаш? Не сум размислил толку, пошто не сум нешто овертинкер да кажам, да ги размислувам работите многу, него повеќе сакам, окей, имам проблем, го решавам, идам на следниот. Имам проблем, го решавам, идам на следниот, така да не ни размислувам нешто што би било во наредни 10 години или во наредни 5 години, него гледам да го дадам максимумот секој ден колку можам и да идам напред кој што спомнав. Не знам што довело до тоа да бидам амбициозен. Пак ќе кажам, тоа може да се склоп на околности. Сум израснал со татко бизнисмен, значи тоа може имало некакво влијание, така. И брат ми е исто амбициозен и он, не знам, можеби е тоа, фамилиарни бизниси, можеби е, не знам, да сакаш да се докажеш дека си подобар од татко ти, не знам, значи можеби се не влегуваш во психологија. Ако отидам на психолог, сигурно ќе ми најдат што било мотивација, ама мислам дека е голем дел од карактерот. И ако ја прашаш мајка ми, каже, јарец си, така да јарците се амбициозни, хороскоп, не верувам у тоа, ама не знам, пак ќе кажам, може да е некој склоп на околности. Значи поише практична работа. Тука нема многу филозофија у Дубај и вака низ Америка, поише работа. Па не дека нема филозофија, има, ама ако се, пак ќе кажам, ако многу ги овертинкнуваш работите, не ми текна на македонски зборови, извини. Ги премислуваш, вели. Ги премислуваш, фала ти много. Сега ќе почнат коментари, ама не знам. Живеат 2 години у Дубај, појма на македонски. Забори македонски од лани до сега. Толку арабски да не треба почнам да зборам. Немаш време. Едноставно немаш време ти да ги премислуваш сите работи. Па ќе кажам, ако ти не газиш секој ден, ако не даваш 120% од себе си секој ден, ќе ти изеде самиот пазар. Значи ти не можеш, мораш, значи ти сега да седнам
да ги премислувам проблемите што се случиле пред 2 недели, пред 3 недели, како би ги решил на друг начин да филозофирам. Не, значи немаш време. Немаш време. Толку многу брзо се движат работите, така кажам, за година дена што се сподеси у фирма. За некој можеби тоа е многу, за некој можеби е малце, ама од $100,000 месечни приходи, сега сме само агенцијата е 300 и нешто, $400,000. Значи тоа е пута 3 пута 4 раст. Со тоа се доаѓа од 15 на 70 вработени. Сите тие работи кога ги ставиш, значи ти немаш простор за филозофирање. Идеш, ајде. Да, газиш. Газиш, значи нема машинеријата не застанува. Минатата недела вработивме 4 луѓе. Значи нема застој. Не можеш да застанеш. Као и таа изрека, ако влагаш од бубањето и нема назад. Тоа е. Сега кај застанавме на тема што исто сав да ја обработиме, тоа е AI агенција. Приватно ништо малце проискутиравме, ај сега да отвориме таа тема. Се е по некако покористен термин AI агенција. Што значи уствари AI агенција? Што е разликата например од дигитална до AI агенција? Ај прво на кратко, па после ќе отвориме на поширока дебата на таа тема. Па скроз различна индустрија е таа. Таа маркетинг е една индустрија, AI е друга индустрија. Се AI многу е опширно. Исто како маркетинг, да кажеш работа маркетинг имаш. Paid ads, имаш advertising, имаш контент, имаш истото и со AI. Значи со AI имаш AI агенти, имаш custom development, автоматизации, tools, MCP, chatbots, многу е опширно и скроз различно е од маркетинг. А сега дали, например, AI агенција маркетинг спаѓа во тоа дека вашите процеси се оптимизирани со AI или вие нудите оптимизации на клиенти или микс од двете? Па микс од 100 работи, не од двете. Првично ја почнавме и агенцијата, тоест како што кажав претходно, направивме некој merge, некој joint venture, како да го кажам, со дечкиве тука од Македонија, да ги оптимизираме интерните процеси на агенцијата. Со тоа што ги оптимизиравме интерните процеси и системи, ние почнавме да работиме многу попродуктивно во агенцијата, да не претеруваме со премногу вработени и така натаму, можеме подетално тоа да го фатиме, ама и во исто време се фокусиравме на градење на одредени алатки, софтвери и агенти, тоа се менува секој 3 месеци. Пред 6 месеци ти било софтвер, сега треба да ти биде AI агент. Комплементарни на маркетинг индустријата. Значи, поточно што треба за маркетинг, ние такви алатки правиме. Ама имаме и други клиенти. Пример, се уште имаме и од Македонија клиенти, аптеки имаме, enterprise ни клиент од тука, скроз различно од маркетинг, што им правиме custom development, тоа што им треба на нив. Дали им треба нека мобилна апликација со AI, дали им треба интерен систем некој, или софтвер, нешто што го користат. Многу е опширно. Луѓето имаат малце погрешна перцепција за AI, тие што не се во тој свет, дека AI ти е ChatGPT, Claude, дека ќе пишуваш на chatботот, не, значи AI ти е Artificial Intelligence. Што значи тоа? Синтетички човек или суштество, не знам како да го наречам, че се што може да направи човек, може да го направиш истото со AI. Сега, не е баш како онлайн што се прикажува дека готово AI will kill everybody, као дека готово сите ќе отидат, ќе немаат работа, дека AI ќе им земе работа, не е баш така. Не е во реалност така. Уште мислам дека треба да поминам година, две, додека дојде тој момент каде што ти со AI може да замениш некоја работна позиција. Ама пак ќе кажам, многу е опширно. Многу е опширно. Ако нешто подетално сакаш да навлеземе, можеме конкретно за AI агенцијата, ние што правиме во Carbon Box Media. Така, ме интересира како се пристапува на клиент, како на пич, например. Доколку треба маркетинг клиент, можеш да отвориш, можеш да видиш маркетинг, можеш да видиш како се маркетира, можеш да пронајдеш некои дупки, например, со кои што ти би настапил нели у тој пич, да речеме. Како се пичира за да му имплементираш AI? Веќе многу ми изгледа дека е посензитивно. Јас веќе имам тука клиенти кои што јас суштината разбирам нели која е поентата, онака како да ја разгледуваме повеќе темата да стигне до луѓето, нели можеш да видиш дека одредени процеси на одредени луѓе би можело да ги замени тој сегмент, сега не е човек, пак јас не можам нели до толку како човек, ама тој дел од задачата што би извршувал некој човек може да му имплементираш. Ама како се настапува например на пич, како се фаќа клиент
за да му понудиш AI услуга? Па тоа зависи што точно нудиш. Па ја кажам, многу е опширно. Ако пристапуваш ти, ја ќе ти направам, не знам, некое решение со AI, многу е генерално. Значи луѓето прво не разбираат што точно може да се направи со AI. А првиот чекор кај нас е секогаш да им објасниме што се може да се направи со AI. Поточно во нивната фирма што може со AI. Конкретен пример ќе ти дадаме, најлесно ме да ти објаснам за маркетинг агенција, пошто пак ја кажам многу е опширно. За маркетинг агенција имаш многу различни сектори на работењето, така имаш од продажба, имаш маркетинг, интерен маркетинг, имаш екстерна услуга што ја нудиш, имаш оператива, така имаш финанси, имаш што се research and development и така натаму различни сектори. Првиот чекор е да видиш каде има најголемиот проблем. Така, каде е најголемиот проблем? Каде се соочуваат они со најголем број на ситни мали проблемчиња, без разлика дали тие проблеми се од недоволно добри процеси поставени во фирмата или се поради тоа што кадарот што работи на тие процеси, на екзекуција на тие работни уврски не е доволно добар. Кога го најдеш тој проблем, одлучуваме ние да им дадеме одреден, како да го кажам, одреден план за што треба да се направи со AI за они повеќе да ги немаат тие проблеми. Конкретен пример како користиме ние AI агенти кај нас и AI процеси. Ние немаме customer support менеджер. Значи ние немаме човек што оди и проверува како тимот завршил работа, што завршил работа, да ги праша клиентите дали е добро, дали не е добро. Ние имаме AI агент со OpenClaw, не знам сега дали се запознаем со тоа, каде што континуирано се пратат сите пораки што се праќаат на Slack, што се праќаат во мейлови што се праќаат, како тимот комуницира со клиентот, како клиентот дава фидбек, што се случува и ни дава репорт секој ден. Клиент X вработен Y. Значи тоа се случува, вака и вака требало да му врати на порак. Значи дава насоки, поточно му помага на тимот да свати што се случува со тој клиент, дали проблемот е перформанс, дали да завршиле добра работа, дали не завршиле добра работа и кои се следните чекори. Иде дури до стадиум каде што пишува пораки и кажува као врати му го ова и ова, немој да пишуваш порака, сними видео или закажи состанок, значи баш е како човек на некој начин. А имаш и други процеси што ги имаме решено со AI, што не се AI агенти, тоа се workflows, као пример ако не знам, ако ми стигне мејл од тука, препрати го на тој канал, тој човек тагни го за да врати, значи многу е опширно. Ние имаме некои десетина агенти што ги имаме AI агенти во фирмава. Имаме AI агент, како што кажав, customer support, немам веќе ни финансиски директор. Значи на Telegram пишувам на AI агентот као дај ми анализа за тоа и тоа, дали можам да вработам човек, таа дивизија, што може да се случи, како може, кои ми се pros, кои ми се cons, што би значило тоа за буџетот, секој ми даде, не ми треба финансиски директор. Имаме sales, во sales процесите, во продажбата имаме многу агенти. Еден од агентите е да враќа сам на мейлови, да ги убеди луѓето да закажат состанок и многу добро се е завршила работата. Значи не ми треба човек што ќе враќа на пораки, SDR, што би се рекло. Имаме voice агенти што им се јавуваат, одма како некој ќе закаже состанок, им се јавуваат као да го потврдите состанокот, да имате со тој состанок, спремете се за тоа и тоа ќе разговараме. Звучат добро? Па да, и не зависи како ќе го поставиш, се познава уште дека е AI, ама мислам дека луѓето веќе се навикнати, поготово во Америка. Навикнати се дека тоа е само генеричка порака, има ремайндер, некој да им продае нешто. Мене не ми се свија пример да користиш AI директно за продажба. Тоа мислам дека не е добра. Имаме sales grading agent, каде што одма само што ќе заврши состанок, некој sales rep, имаме 5 sales reps, како завршуваат они со состанок, одма им прави анализа на самиот состанок. Што кажале, како кажале, дали ја прателе скриптата, дали не ја прателе скриптата, дури им дава и предлози, како го кажа ова, требаше да кажеш ова, не си побарал аксес за ова, си требал да направиш вака, значи им дава и како насоки што да направат. И плюс мене ми праќа како summary, да знам, окей, ја барам пример, не знам, тоа е на проценти како се рангирани сите состаноци, ја барам минимум 75% успешност според скриптата што ми ја даваме. И ако иде
под тоа ниво, пример ако добил 45% оценка од агентот, одма ја знам дека треба да разговарам со тој sales rep. Зошто, што, како да го проверам тој кол, сега пошто пак ќе кажам, ние имаме по 100 и нешто, скоро 200 состаноци месечно. Тоа треба физички ти се да го правиш, да го анализираш. Тој само тоа треба да го работиш. Или треба да наплатам некој човек $10,000 sales директор што ќе ми го прави тоа. Значи тие use cases на AI каде што многу помагаат во денешно време. А за градењето на агенти, извини што те прекинав, зимате помош на страна, кој е уклучен во тој процес? Веќе сега агент обично може да се направи релативно едноставно, ама сега на ова ниво агент да работи, тоа се многу оптимизации и веројатно и од ден за ден се менува тој агент. Треба да се подесува. Зимаш помош од страна за тоа? Па имаме и агенција, 20 инженери имаме ние внатрешно вработени, така да они ги А по прават. тие инженер на пример спаѓа човек што претходно има искуство од одредена конкретно бранша. Да. Значи тоа се инженери, сите се македонци. Значи им даваме шанса на македонци прво. 99% се од финки. Дечките што ни се партнери во агенцијата, они се и партен професори на факултетот и на економски, на УКИМ и на финки, држат предавања и ние прво вработуваме деца што има стварно добар просек, 9,5, 9,6, 9,7, им даваме шанса, почнуваат како на пракса, првите 3 месеци, и ако се добри остануваат и мислам дека до сега не сме ни отпуштиле никој, значи децата само растат за нас. И можам да кажам дека се стварно многу добри и они работат на сите проекти. И на странските, и на софтверите што ги имаме, и на интерните системи се работат децата. Значи За мене се деца. Значи се in-house кај вас. Се in-house. Зборам не препраќате ништо на страна да се ревидира тоа. Се in-house и пак ќе кажам, гледаме да им дадеме шанса на наши деца од тука од Македонија да работат со странски клиенти, со странска маркетинг агенција, да стекнат поинакво искуство и сега за сега се благодарни сите и работат стварно, турбо работат. Сега кои се следни предизвици вака што ги гледаш? Со кои се соочувате моментално, што ги гледаш во блиска иднина? Кои се следни цели што ги имаш поставено за годинава, за следните 5 години, ми рече дека не гледаш така? За фирмите? месец. Па не можам да ти кажам конкретно поради тоа што и двете индустрии каде што ни се фирмите, имаме 4 фирми. Маркетинг агенцијата, маркетингот се менува секој месец. Секој месец нешто ново треба. Добро, сега може секој месец се претерано, ама 3 месеци. некоја платформа ќе направи апдейт, како Мета ќе направи апдейт, како што беше Андромеда пред 2-3 години, каде што стариот начин на media buying веќе не постои, значи ти треба да се фокусираш на контент, на креативи, на органски. не на органски, на контент, на креативи, да имаш поголем волјум на креативи за да можеш да тестираш многу повеќе пари да трошиш и така натаму. Внесуваат и агенти, купиле и агенција, ставаат и агент, треба да се приспособиш на тоа. Клод, не знам, стаиле MCP, значи треба тоа да го користиш, треба секој ден е различно. Не е возможно ти да направиш некаков си конкретен план за маркетинг и за AI агенција, што би било за 2 до 3, 5 години од сега. Значи не можеш, едноставно не можеш, пошто секој втор месец Anthropic или OpenAI вадат нови модели. И треба да се приспособиш на тие. Треба да го приспособиш целиот софтвер што си го направил, целиот не можеш да планираш. Толку далеку не можеш да планираш. Единствено ние што можеме да планираме, тоа е визијата каде сакаме ние да се движат работите, каде сакаме да дадеме најголем фокус што можеме да дадеме. Дали сакаме во маркетингот и да се приспособуваме или сакаме во AI агенциите. Моментално ги правиме напоредно сите работи, што е многу тешко. Значи многу е тешко, нема да лажам дека е се сјајно како што изгледа. Значи работиме поготоа ние што сме во менаџментот по 12 до 15 сати на ден. Значи скоро децата да не можам дома да си ги видам. Многу работа има поради таа причина што многу е динамично и не можеш да планираш. Некој продукт што си го изведел пред 6 месеци, веќе ти е застарен. Ти у тие 6 месеци ако не успееш да најдеш инвеститор, нека виси фирма да дојде да ти инвестира или private equity или да ти даде ветер во грб, кажи пропало, ајде, иди на следно. Така да многу е тешко да испланираш во оваа индустрија, многу е тешко. А како гледаш дека ќе стане постабилна оваа индустрија или мислиш дека Нема кој шанс. момент ќе дојде да се стабилизира, бидејќи моменталното темпо е некако не е одржливо, мислам. Е бабл, не викам дека не е бабл, поготово што имаме ние два
како ја кажам, алатки се агенти, појма немам ни ја, више само се менуваат терминиве. Едниот ни е за SEO, за Search Engine Optimization, и за GEO, најновата за рангирање на овие платформи што се. А другиот ни е за креирање на AI контент, на контент со AI, значи на креативи со AI. Со тој што ни е, едниот се вика Visible, тој што е за SEO, Advertisable е за AI контент. Advertisable, веќе почнавме со нудење на таа услуга, ние да правиме контент за други брендови и да го имаме како SaaS други агенции да го користат. Веќе генерира и профит, веќе втор, трет месец сме. И мене не ми се верува дека таа фирма што прави $30,000 месечно, што е ништо за светски стандарди, има валуација од минимум $10 милиони. Тоа е тој AI bubble. И што ти не можеш конкретно да планираш. И што ќе испланираш ти? Ти ако немаш, ако не ти влезе сега некој инвеститор да искористиш шансата да земеш 2-3 милиона инвестиција на таа валуација, за да одиш на пазар уште побрзо, џабе ти е тебе сега валуацијата од 10 милиони која за 6 месеци, ако немаш пари да идеш на пазарот, ќе биде нула. Тие се тој е AI bubble што постои. Пример, за маркетинг агенцијата точно се знае која е валуацијата. Од 4 до 6% од EBITDA, тоа се earnings before interest, tax, appreciation и така натаму. Знаеш, ако ми е мене милион годишно, мене фирмата ми вреди 4 до 5 милиона. А AI, кој како ќе му текне таква валуација дава? Знам дека има некои си бенчмаркс, а пак, значи, луѓе зимаат милиони на идеи само. Лепе очи што да. Сега, единствената работа што е дефинитивна дека трошоците за AI системи се покачуваат. Тоа е единствената работа што е конзистент, што е постојано. Веројатно таму тоа ќе направи некој пресврт и тоа може да ќе стабилизира, да, бидејќи трошоците се огромни, големите корпорации веќе забрануваат AI, нели, поради трошоци големи. И тоа ти кажува се, чим Microsoft на 100,000 инженери им забраниле пред која беше пред 2-3 недели да користат, не им забраниле да користат AI, да им ги лимитираат токените што може да ги користат, пошто многу пари коштаат. И ние трошиме некои $10,000 месечно на токени. Тоа е работата што луѓето не ја сваќаат. Значи они гледаат онлайн, веруваат на се што ќе видат на социјални медиуми, дека AI ќе, не знам, ќе ги превземе сите работи, нема да постои више ова, нема да постои више она, нема да постои. Не е возможно. Прво, барем во блиска иднина, не е возможно поради тоа што AI на нивото како што го користиме ние, не може AI да ми го замени мене, графичкиот дизајнер, што има 15 години искуство. Или media buyer што има 10 години искуство, што потрошил $100 милиони на мета. Не може, едноставно не може. Логиката постои тука дека да, ќе те замени како client success manager, ама не може агентот да отиде на состанок со клиентот и да го прочита дали тој клиент е стварно нервозен, дали не е, што е како. Не може да го замени. Плюс пак ќе кажам, трошоците се преголеми. Да, имаш многу голем бенефит ако користиш AI. Не ми требаат 100 и нешто вработени моментов, ми требаат 70 поради тоа што користат AI, ама не можеш ти да замениш скроз човек. Не можеш. Тоа што сите гледаат онлайн, као Microsoft забранило, Meta отпуштила 30,000 вработени, се ради AI, не е ради AI. Тоа е поради тоа што сите, кога беше ковидот, вработуваа многу луѓе. И многу луѓе сега добиваат отказ поради тоа што едноставно не се продуктивни, а не тоа дека AI ги заменува нив. Да. Тоа е разликата. Сега онлайн тоа се прави нели фама како AI, ради AI Microsoft отпуштил 50,000 луѓе, ама не, значи тоа е. Добро и нормално и фама си кој луѓето сака да се врзат за тоа. Видите дека е страшно. А страшно е, например? Што мислиш ти? Мене ми е страшно, мене ме језило. Поготово ќе ги видам работине во Кина и оние Бостон, значи тоа е луда работа. Тоа кога ќе се случи некој сериозен пресврт, ќе се случи. Како ќе се изведе тоа во реалност, не знам. Пошто пак ќе кажам, тек сега прават IPO големи фирми. Еви SpaceX ќе прави IPO поради тоа што направи мерџер со XAI. Ради тоа прави. Anthropic тек сега прави. OpenAI исто, од непрофитна организација, сега ќе почне да прават оваа година, поради тоа што е бабл.
Значи, не може, трошоците се многу поголеми што ги имаат они отколку што имаат приходи. Значи, многу пари троши, многу енергија се троши. Сега големо беше нели проблем околу тоа дека влегуваат на S&P 500, а непрофитабилни се сите компании, и Сите се SpaceX и OpenAI. Сите се непрофитабилни. Они прават Милиарди ревенју и све, ама 20 тоа пак е 40, 50. Да, сега како ќе се движи, ја не можам да знам тоа ниво, стварно немам такво искуство да знам, да можам да предвидам. Ја мислам што дека би се никој случило. нема такво. И јас мислам дека никој нема. Мислам дека се уште само трката помеѓу американците и кинезите и само се тркаат кој ќе направи подобар AI. Не знам тоа како би изгледало. Стварно не знам. Значи јас единствената придобивка да користиш AI успоредбено со човек, еве да кажам за некоја entry level позиција као customer support агент, најпрост пример. Е тоа што тој агент не спие, не спие, ова е човек, ако е жена, има различни нели циклуси хормонални, значи не е ништо тоа е нормално. Мажите исто си имаат и они своји проблеми во глава. Така, значи ќе искочи, ќе се начука утре дента, не може да ти работи исто кој што тоа го нема. Тоа е единствената разлика. Тоа е разлика. Знам и ти кога што спомна пример, у sales на пример, улогата на ајде да го наречеме директор, агентот што е, пак тебе ти требаат, ако немаш ти добри 5 до 10 sales representatives, ти ништо не преш со тоа што он сумира 30.000 мејлови. Точно. Стварно ништо не преш. Ништо не преш. Така што така ја го гледам некако со односот 1 спрема 5 да можеш да ги поделиш некои работи што и не се веќе толку е волуменот на работи што ги правиме, па дури и у помала некоја продукција како мојата, ова сега треба да се транскрибира разговорот, па има таймстемпови, па има предлог за наслов, сега нешто зборевме, не измешавме 300 работи, мора наслов, едно друго некои работи што се стварно она буквално што треба да ти помогне некој компјутер што е многу по захтевно, стварно не е одржливо на подолг рок тоа човек да го прави, сега да не преслушува нас, да дава предлог, не е одржливо едноставно. Ама разговорот и се останато некако станува, мислам на нас, пак не знаеме, појма немаме што се дешава у светот, ама тераме сите. Ја можам една работа да гарантирам дека никој нема појма. Да, значи јас ќе да гарантирам тоа, поради тоа што се е толку ново, не може некој да биде експерт. Значи некој да ми каже дека е експерт во AI агенти. Како си ти експерт во AI агенти кога AI агенти искочија, првиот open source агент искочи пред 5 месеци. Да. Кога стана ти експерт? Ја не можам да се наречам себе си AI експерт ако имам 10 AI агенти. Што ме прави мене експерт? Немам искуство со тоа. Од кај ја знам? Да. Појма немам што се случува. Само знам како можам да го користам. Значи никој не може да биде експерт. Онлайн пак ќе кажам, многу голема фама се прави. Ама не постои, освен не знам, можеби Сем Олтман, онда е експерт или луѓето што работат, што се нивни фирмите. Ама вака за генерално. Како? Знам дефинитивно дека ќе се деси некаков бум. Дали тој бум ќе биде позитивен или негативен, стварно не знам, не ги разбирам да толку работите. Не знам точно какви се трошоци за дата центри, за токени, колку пари губаат, што губаат, како прават. Само знам дека се уште е многу голема трка и мојот персонален план е да направам некој сериозен екзит додека постои овој бабл, да ги продавам фирмиве за да си се осигуриш. Да си осигурам и фамилијата и сите што работеле во фирмите и така натаму, додека тоа трае. Тоа можам да го планирам. А што ќе се деси, појма немам. Стварно не знам. Како и за се останато. Се спомнавме за Дубај, планови да се враќаш тука да остануваш, ми кажеш дека тука те фаќа депресија. Сега се врати ради ситуација, а и таа ситуација не ми е јасна, и таа на светот не му е јасна, ама добро, ајде тоа нема да не офатиме се и геополитика и веќе многу теми. Планот е да се вратиш таму, да се враќате, тоа е фамилиарно. Да, планот е 2 чекаме да се вратиме сите, дури деца. Што фали тука толку брат? Па пекаат секој ден, сакам да се вратам во Дубај, Едноставно самиот град е на друго ниво. Значи се е на друго ниво. Не може ништо да се спори. Знаеш, луѓето да кажат, знаеш, шејци ова им прават на жените, ова не им прават, знаеш како е. Да. Значи, пак ја кажам, зависи како живееш, каков начин на живот имаш. Градот ти поружа све што можеш ти да си замислиш и што не можеш да си замислиш. Едноставно, стандардите на живот ти ги крева. Значи, све ти крева, од начин на размислување, од мајндсетот. Ја тоа им кажувам,
се карам со татковица во Реманге, каде имаш пари, седи тука, што ќе ти фали, знаеш у Македонија најубаво ако имаш пари, што ќе правам? Што ќе правам? Кај идам? Немам диско кај дискочам. Немам што да правам. Нема со кој муаве да наприш на теми бе. И јас сега да отидам да седнам на маса со некој да разговарам за AI или не знам, дека треба откога завршам со подкастов да седнам со инвеститор да правам муабет за 10 милиони инвестиција. Мене ми рече тај другар, ти не ми глуми и крши главата. Тоа е тој менталитет. Да. Тоа е А во вистина. Дубај за ние пак ќе кажам, не сме скоро 2 години таму, не сме ништо 15 години. Еве, од подкастот ти е пример. Колку се работи се смениле за година дена. Тоа е само менталитетот што е сменет. Тоа е луда Значи стварно. тоа е. И пак ќе кажам, луѓето имаат погрешна перцепција за Дубај. Луѓето мислат дека е само гламур, дека е само скупо, дека Жешко. Тоа е вистина. Европа е 10 пати поскапа од Дубај. Европа. Париз е 5 пати поскапа од Дубај. Лани бевме на одмор со жена ми, 10 пати е поскапа од Дубај. Белград е поскапа од Дубај, освен Кирија. Значи тоа ти гарантирам. 2 недели бевме во Белград лани, поише пари потрошив на храна, него Дубај што трошам за цел месец. За четворица. Значи пак зависи каков начин на живот живееш. Ама ти нуди многу поволности. Значи ти таму со ништо не се замараш, безбеден си. Дома не сум заклучил. Топло било, колата ми се отклучена, запалена, климата да ми дува кога влезам да ми биде ладно у колата. Некои такви ситници, мајстор не ми текнало да се сеавам на security, ми се расипа машината, дојди, поправи го, со ништо не се замараш, се фокусираш само на раст, на квалитетно време со фамилијата и да си уживаш у животот. Тоа е разлика, најголемата разлика помеѓу Дубај и тука. Највеќе што ми остави впечаток, тоа е колку луѓето, може мене така ми се погодило и мојот круг на пријатели што имам таму, колку луѓето се отворени да ти помогнат, да ти дават совет, да те поддржат во тоа што го правиш. Значи тоа го нема тука. Тука е љубомората и зависта се number one. Значи тоа е тука. Таму, значи зашто можеме ние пример еве како фирма и јас лично толку брзо и толку многу работи да правиме од 1 на 60. Поради тоа што ја ако имам проблем, некаков си што не знам како да го решам, пример ке дадам, не знам како да најдам VC фирма за инвеститор. Не знаеш што е тоа воопште како поим да Никогаш речем. не сум взимал пари од инвеститори, појма немам, значи стварно не знам. Тој екосистем не си. Ама имам пријател у Дубај што знае некој друг, што знае некој трет, што знае некој Петко Станко, што ќе ми дадат совет и ќе си го решам тој проблем. Сите се тука- бават со нешто едноставно, тоа е. И сите се отворени да ти помогнат. Значи, само дека ти покажував кога седевме на Да. кафе, значи луѓе што 2 пати, 3 пати сум ги сретнал во животот, дали било у Те прашува за совет, да, тоа е те кај нас. прашуваат за совет, ќе ти дадат мислења. Значи, Кај нас не ако знам. му кажеш нешто на некој ќе се изеде жив па Сега ќе се ти кажам покаже. една многу интересна приказна како луѓето се толку отворени. Слушам. Кристијано Роналдо не е клиент, поточно еден од неговите Тоа ми брендови, спомна, за Bionic, он е Bionic. кофаундер. Направија се екзит за 150 милиона, се продадува на Herbalife, нека им се сосреќа парите. Како ни стана Кристијано Роналдо клиент? Идам во теретана. У теретана одам, значи секоја зграда има теретана, ама се одлучуваме со жена ми и со партнери беа тука од Америка, беа во Дубај. Додиме во теретана кај што идат многу попознати луѓе, бизнисмени, поскапа теретана за нетворкинг, за најдеме други. Ја дознавам дека гледам на сториња од теретаната дека газата на тој брендот Bionic, Вадим се вика, вежба у теретаната. И го гледам и еднаш 2 пати здраво, сите се културни и он си вежба на трака. Прави кардио, завршува. И ја викам на партнеров, одам јас да се запознам со него убаво, да му кажам што работиме, да видиме дали имаме шанса за соработка. Одам, дечко да културен, и вика супер, фала ти многу што дојде, те молам ако може само да завршам со кардио. Имаше уште имам во теретаната таму горе као еден лаунч дел каде што си се и после вежбање. Вика да се најдеме за некој пола саат, дојде ќе направиме муабет. Се качувам ја горе, правиме муабет, се отворено, значи бизнис партнер му е Кристијано Роналдо. Значи, најпознатиот човек на планетата Земја. Може да ми рече кој си бе ти дечко? Од кај си ти? Од Македонија? Чив си? Шо мајка бараш да ми доаѓаш да ме замараш? Знаеш тука како е треба да газа
на кафичот да стигнеш да се јавиш на 100 луѓе. Добро, нашиот газда не е така. Не, кафичот не конкретно за овој е супер, Ова е одличен, супер. да. Ми вика, не е никаков проблем. Дај ми што правите. Ние сакавме да му продаваме и креативи, тогаш само што почнавме адвертајзабл. Викам, можам да ти направам предлог да видиш дали ти се свија, дали не, ако имаме простор за соработка, ќе работи. Ми вика, важи, нема проблем, прати ми, дечки ја направија неколку креативи, му ги пратив на WhatsApp и ми пишува у истиот момент, како ги гледа после пола саат, супер, многу ми се свијаат, Оливер, CEO-то ќе ти се јави да се видите на состанок за да направите муавет. Супер, се гледам со дечкото, одма кликнавме, помлад дечко е некој 27-8 години, супер, почнавме со работка се пред 2 недели. Ни беше имаме секоја недела правиме као Carbon Box Media Expert Sessions, каде што мои пријатели, други газди на агенции, така на брендови посериозни, држат предавања на мојот интерен тим. Значи на мојот тим му даваат совети као од бренд перспектива што они прават ни секој ден, други агенции што они прават, така натаму. Ни даваше како совети му даваше на мојот тим. Толку многу се зближивме. Знаеш ли како Кристијано Роналдо ниф им станал партнер? Ме интересира многу. Слушнам си некој. Исто како што ја ги фатим нив за клиенти. На трака? Не на трака, на степер. дечкото Оливер му текнало, вика, ја сега ако отидам на Кристијано Роналдо да му нудам нашиот производ за суплементација тој, он кузне колку луѓе го замараат. Ја ќе земам он у Манчестер Юнайтед кога играл тогаш вториот пат, тогаш влегол како инвеститор. Ја ќе земам, ќе најдам некако контакт од луѓето, од други играчи што он прави муавет што знам. Бруно Фернандес и Диего Дало. И некако се споиле они да им бидат бренд амбасадори преку други агенции така натаму. Пошто вика Кристијано Роналдо сигурно као што е фанатик тој за се и свашта, ќе ги праша што суплементи земаат и они ќе му кажат дека земаат Бионик. И почнува така приказната, стварно прашал Кристијано Роналдо што суплементи земате, Бионик, и си купува суплементи од Бионик за лична потреба. Си ги купува сам на сајтот, сам. Кој знае кој му ги купува? Без промокод. Да, без промокод, може му стигнало некој мејл за 10% дискаунт да заштеди некој денар. Ама си зима. И вика еден ден кога дојде у Саудиска Арабија и кога почна да игра, ми стига нарачка од Кристијано Роналдо и не од секогаш не сме му давали некој посебно значење, нормално купуваче, нема се да извини не изразот, да му лижеме газ. И вика еднаш ми стига нарачка и вика и ја викам и јас кидам да му однесам сега. Место да ги праќаме по пошта, и јас ке му ги однесам. И Оли си земал суплементите, Саудиска Арабија, го замарале цариниците, го пуштиле, пошто за Кристијано Роналдо им покажал таму од Shopify дека стварно нарачал све таа адреса, го пуштиле без царина, без ништа. И вика, ја му ги носам на Кристијано Роналдо. И така да стане инвеститор. Вика, само го прашав. Дали би сакал да бидеш инвеститор, гледам дека го користиш производот година дена, сигурно се свија. Толку е. И ти сега тука, како да му објасниш на некој дека тоа е дека тоа. се е можно. Дека се е може, дека толку треба. Значи не е научна фантастика, но едноставно треба да не си ставаш бариери во мозокот. Тоа е големата разлика помеѓу луѓето што работат и живеат во Дубај и тука. Мислам дека ова е топ да биде како go-to message за крајот разговоров. Овие две приказни. Мене ми беше топ, уџивав во цел разговор, многу ми е мило и што се запознавме. Вака и приватно верувам ќе останеме у контакт и натаму и ќе гледаме да си помагаме, нели, тој некој мајндсет од Дубај да го пренесеме. Јас сум уште тука. Ти за брзо веројатно ќе се враќаш. Ова што ќе ти го оставам тука е поклонче од моите спонзори Божиновски, нешто за тебе што одвоја. Ала ти да се некој брайтинг да не. Да се изненадиш малце. Ала. Фала ти уште еднаш, многу за гостувањето, верувам дека ти беше пријатно. Си направив мислам топ муавет саат типол скоро. Сега зборевме се да, и свашта нешто. Да, и шетавме за тоа на крај. Нека биде ова последните вредно. 5 минути, нека бидат go-to од разговоров, дека се е можно и секој да верува тоа што сака да го направи. Оваа прилика сега ќе искористам да се заблагодарам на секој еден од вас што остана со нас овие. Правевме и пауза некоја, веројатно околу 75-80 минути. Тоа е тоа за оваа епизода, до следно гледање, пријатно.